Со европски пари ќе се овозможи доизградба на колекторскиот систем на Охридското езеро, односно адаптирање на канализацијската мрежа во населените места кои што не се опфатени со колекторот, најави државниот секретар на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Сонја Лепиткова. Се изработи со европски пари продолжување на колекторот, односно адаптирање на канализационата мрежа во делот на Радожда, Калишта и останатите населени места до завршување, за да може и тој дел од езерото да биде опфатен со заштита на водите, што сега не е, така е, меѓутоа е туристички атрактивен дел од езерото и доколку не се гради со европски пари, проектот е направен, проектот е влезен во програмата на владата и е ветен дека на овие жители и од буџетски средства, значи ние ќе направиме напор ако можеме да обезбедиме средства од Европската Унија, затоа што има одредени предуслови кои што не беа прифатливи за нас и за самите општини, тогаш ќе биде финансиран од средства од буџетот на Република Македонија. Како што најави Лепиткова, по долги години ќе се адаптира и канализацијскиот систем во познатото туристичко место на брегот на Охридското езеро, селото Трпејца, и ќе се изградат 2 или 3 помали пречистителни станици. Веќе се направи проектната документација и се распиша тендер. Јас мислам дека се откажа прво избраниот понудувач, меѓутоа ќе следи затоа што фатија изборите и е забрана за да си самиот закон. Меѓутоа ќе следи избор на изведувач за Трпејца. Водите се од исклучително значење и токму затоа тие се императив за Министерството за животна средина и просторно планирање, вели државниот секретар Сонја Лепиткова.